Почитувани, добар ден. Време е да започнеме црвена линија. Македонија се соочува со двојна демографска криза. Додека браковите се распаѓаат рекордно брзо, младите се повеќе одбиваат да имаат деца или пак се ограничуваат на едно дете. Се повеќе разводи, се помалку бракови и уште помалку новородени деца. Во Македонија семејството се соочува со сериозни предизвици. Бројот на разводи е рекорден, а наталитетот во слободен пат. Младите се поретко се одлучуваат за големи семејства или семејства со две или пак едно дете, а некои брачни парови воопшто не сакаат деца. Наместо детски џагор, се повеќе домови се исполнети со домашни миленичиња. Зошто ова стана новата реалност? Како овие трендови ќе влијаат на иднината на општеството? Дали традиционалното семејство во Македонија се менува под влијание на падот на наталитетот и растечките разводи? Денес во црвена линија зборуваме за разводите, падот на наталитетот и новите избори на младите генерации. А еве е и темата за денес. Во Македонија има се повеќе разводи. И она што денес секако сакаме од вас да слушнеме е зошто младите се почесто избираат миленичиња, избираат да живеат слободно, да живеат во вонбрачни заедници и според вас дали и понатаму еве ќе ја имаме онаа препознатлива традиционална слика на семејство во нашето општество. Кога сме кај прашањата ќе потсетам секако дека имаме и прашање плюс. Тоа е и анкетно кое што можете секако да го одговорите доколку не заследите на Инстаграм. Доволно е на Инстаграм да појдете да го заследите профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија и веднаш кликнете на Инстаграм стори. Таму ве прашуваме дали разводот е подобро решение од несреќен брак. Имате две опции за одговор. Да, не, кликнете на вашиот одговор, ќе ги сумираме резултатите во проценти и како што секогаш правиме во Црвена линија, ќе ги соопштиме, се разбира, конкретно ова издание. Денес ќе траеме малку подолго, што верувам дека оваа тема и како голем дел од вас ќе сакаат да се вклучат. Ќе ни биде особено драго еве да ги споделите вашите искуства со оглед на тоа што сепак во земјава постојат и бракови кои што траат повеќе од 10 и 20, дури повеќе од 40 години. Но имаме, се разбира, покана и до оние кои што еве можеби се повеќе ќе се ориентираат кон новата форма на заедништво, а факт е дека и глобално традиционалниот брак, семејство ја менува својата слика. Па еве од вас се разбира и преку вашите млади во домот, ги покануваме и младите, секако денес Црвена линија едноставно е за сите. Во Македонија она што е поразително е дека има се повеќе разводи. Па еве можеме и од вас да слушнеме каде ја гледате причината и дали и по што се разликува семејството и воопшто еве односот кон бракот некогаш и денес. Добар ден. Дали се слушаме? Ало, добар ден. Добар ден. Со вас го почнуваме разговорот во Црвена линија. Да, интересна ми е темата. Јас сум од Гевгелија и прв пат се јавувам. Драго ми е, верувам, не и последен пат. И јас не надева. Темата е многу убава. Ете, јас мислам дека овие млади, кога ќе седнат во кафичите, седат и со телефоните, тие не се запознаваат убаво, не го даваат своите чувства. И тука, после кога ќе се земат, тогаш ги сваќаат своите грешки и кај машкото и кај женското. И тоа незапознавање убаво, мислам дека доведува до тоа. Јас сум возрастна жена, јас сум мојот маж 5,5 години се сакавме, се зедовме и уште сме заедно. Еве, според вас, како се негува една заедница и еве убаво да дефинираме што всушност представува брак? Бракот, љубов меѓу двајца, кои ќе се сакат и ќе се сакат, деца да имат и попуштање. Не, јас сум тоа, јас имам повеќе, тој има повеќе. Затоа се тие повеќе разводи, јас мислам.
Еве зошто се повеќе се одлучуваат да речеме да живеат без потомство? Зошто е тоа така? Се плашат. Се плашат, стравот. Исклучително ми е пред се драго и еве јавно ќе кажам што гледачката со која што ја почнуваме оваа, верувам ќе ви биде исклучително интересна тема во Црвена линија. Се јави за прв пат во Црвена линија и верувам нема да биде и последен пат и ќе имаме во секој едно наредно издание. Па, драги мои, ајде да ве слушнеме. Сакаме да ги слушнеме и оние на кои што, како велат старите, часовникот им отчукува, односно се почесто ги слушате прашањата кога ќе се жениш, кога ќе стапиш во брак, што чекате и така натаму. Па еве да слушнеме и од помладиот свет, всушност како гледате денес на семејството, односно на тоа да се создаде брачна заедница која што секогаш целта е нели љубовта да трае и да трае долги години. Добар ден. Добар ден. Па господине Роме, колку години бевте вие во брак или се уште сте? Види, да ти кажам вака. Ова моја жена е трета. Првата најубавата жена и најпаметната ми почина. Зедов друга и избрка. Не беше саглан. Ова е трета жена. И од неја имам син, професор по музика. Така Од првата жена... Три пати сте му давале шанса на бракот. Според вас, кога бракот успева? Кога имат љубов меѓу семејството. Треба да имаш љубов. А мојата покојна жена, како нејзин, нема да се роди. Јованка се викаше и во чест нејзин и пее песмата. Јовано, Јованке. Благодарам многу, господин Роме. Еве, преку само едно вклучување, преку нели она што го сподели од својот живот господинот Роме, ќе го поздравиме, секако ќе му се заблагодариме. Гледате дека кога станува збор еве и за партнерските односи, за љубовта, понекогаш ете се случува и судбината да даде печат, но еве луѓето секако па во последно време мора да признаеме на бракот му се дава понекогаш и повеќе пати шанса. Имаме луѓе кои што нели се обидуваат и по втор пат и по трет пат, но во последно време барем младите немаат толку традиционален поглед на бракот или можеби имаат. Тоа ќе дознаеме од вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Да, ало, добар. Ве слушаме екстремно така. Еден возрастен човек. Добро. Видите, дали ме слушате? Да, продолжат. Видите, овие 10 години како ја на 80 години сум. Секојдневно што гледам, највише млади брачни парови се остават пусти овие кладионици што станаа. Насекаде касина, брзи кредити. Мислат дека до школите на 100 метра кај децата кладионици ставили, децата отидат да 5 динара за сендвич, оно оде тамо, децата ги порекција. Нема више оно што е било со дроги, кога е било ја 80 години, не знам што е апчеве. Овоа на секој ден други рани, па ти алколичари, па ти пушат цигариња, што нема више? Па кој ќе трпе, ваа младина не трпеве. Па ќе го трпи, изгубил на децата земал ланчиња, како мојата фамилија што се дешава, мој штура. Ланчињата на децата испокрдеве, жена му бега, што ќе прави деца, страва за лепчеве, он комар да се игра. Па не ли го е срам бе? И ќе ми кажу, па тие кладиновници треба тај што игра да се оддалечат од градишта во Санаерги, ништа, повише го интересира у кладионица да оде него за женска да фане или любов да воде. Жално и срамно што има по 5. Благодарам многу за учеството во Црвена линија. Еве досега ќе посетам од гледачите кои што се вклучија. Секако добивме интересни погледи, ставови околу тоа, еве зошто пред се, дали ви се чини дека се менува формата на традиционалноста во семејството, дали всушност браковите ви се чини дека се помалку и ќе ги има, бидејќи најверојатно младите имаат поинаков став во однос на тоа дали сакаат традиционален брак и нели многу детно семејство, нешто што некогаш се подразбираше, сега ја менува не само во нашата земја, мора да признаеме и глобално се менува нели формата на бракот.
Драго, ќе не биде да споделите и ваше искуства, да дадете Добар одговор ден. зошто пред се има толку многу разводи во нашава земја. Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, во црвена линија сте. Вака сега. Во Македонија се повеќе разводи. Оваа младина се прифаќа од Запад. До пред 40 години не беше вака. Се раѓа и деца и се имаше. Они се прифаќат од Западот. И не се воспитани, никако. Воспитани никако немат, понасење. И не раѓат деца, кучије кадат и маски. Тоа е најнечисто. Куче, маце. Абе, најнечисто нешто. Ја не знам, треба некој закон да се донеси. Вака не може, бе. Еве, кажете ми вие колку години сте во брак, доколку сте во брак? Дали го имаме се уште гледачот? Во емисија сум. Така Повеќе е. немаше вака, Тине. Повеќе немаше појано вака разводи. Сега оваа младина е научена само. Од Запад се прифаќат и затоа до вака дојди. Кажете ми, ве молам, дали ме слушате? Македонија за ништо. За нигде не Македонија. Која е според вас формулата за успешен и долговечен брак? Ами двете страни треба да се усогласат. Не може еден мора да попушти. Ако има тврда линија, никого ни тој и нема и за тоа. И треба деца да раѓат, а не кучиња и маски гледат. Најдечи свеже тоа. Се е излепо од каваларите се јаво, сите улици се излеп, сите кучиња гледат. Повеќе му се мири кучињата и маските, неко децата. Срамота е во Македонија за никаде, у никоја сфера не е. Не сравте веќе тука Добар за ден. шовинизам. Добар ден. Ми се Добар. вметнуваат гледачите еден врз друг. Добар ден. Добро, сега конечно. Конечно, добре ни дојдовте во црвена за прв пат се јаво. Црвена за љубов зборуваме, а бракот секако е љубов. Точно за прв пат се јаво. Драго ми е и не е последен. Не сакам повторно за оваа тема. Не сакам. Ако некој праша, јас може само една работа да кажам. Имам 152 години, се шалам. Бев во брак по околу 15 години, сватив што некоја работа цело време висел дека секогаш е во суштина мажката страна дека е виновна. Али дали е толку така, нека кажат социјалните служби. Јас знам зашо сакав се зајам, сакав фамилија, сакав да направам нешто, али знам на крајот што ми случи. Дека не се секојаш мажката страна. Не е секогаш така од машката страна, ниту тоа е темата. За брак треба двајцата да го посакуваат бракот и да донесат одлука и секако да се сакаат, почитуваат. Така да благодарам за гледачот, еве што се јави пред се прв пат, верувам не и последен пат. Ке подсетим особено за гледачите кои што, драго ми е, за прв пат ке се вклучите и време е да продискутираме малку повеќе на оваа тема, бидејќи ова е нешто што навистина е епидемија во земјава, но и глобално не е изоставено отсуството на традиционален брак, многудетно семејство и така натаму. Ве молам да го имате во предвид тајмерот, 90 секунди одбројува за едно вклучување, така да доколку сакате нешто и да надополните и да се доискажете, слободно завртете го бројот 0703-070005. Ајде да видиме, ќе ни биде драго да имаме и од помладите кои што еве ќе ни откријат сушност како гледаат на љубовта, односно на бракот како заедница на љубовта.
Добар ден. Ало, добар ден. Добар ден, еве, кога зборуваме за Јас брак, мислам за дека- развод и за љубов, кој е вашиот одговор? Јас мислам дека брако е заедница во која ќе има взаемно разбирање меѓу двата партнера. Ако нема разбирање меѓу двата партнера и љубов ако нема меѓу нив, тогаш бракот, ако е несреќен, порано да се разведат, отколку децата да живеат во несреќен брак и после во понатамошниот живот да страдат. Значи, за брак не е само потребна љубов. Бракот е една стапица во која се појавуваат многу други проблеми. Треба да се тие проблеми решават на мирен и сталожен начин и да дојде до да не доаѓа до разведување и поделување на децата меѓу таткото и мајката. Значи, во помодарство од запад се прифана за одгледување на милинечиња. Значи, милинечито, како ќе му кажеш, така ќе праве, али со човекот не можеш да управуваш ти како што сакаш. Треба да биде се разбрано и уред и да се луѓето разбират на. Благодарам многу за одговорите. Од последната гледачка можевме да слушаме дека секако бракот носи предизвици, искушенија на кои што секако љубовта не е сама по себе доволна, туку нели и желбата ќе речеме и цврстината да се издржат сите тие премрежја кои што ги носи времето и секако заедницата и дека е предизвик се разбира да се сочува пред се бракот и секако еве и да се на таа љубов да се родат дечиња кои што секако ќе бидат оставштина. Ние мора да подсетиме дека според статистиките, јас еве топло ќе препорачам да кликнете и на tilma.com.mk, задржите се на овој наслов. Епидемија на разводи во Македонија. Се намалува бројот на свадби, расте бројот на разводи. Минатата година бројот на разведени бракови е најголем од 2019 година, односно лани имало 2024.000 разводи. Па секако сме сведоци на тоа дека и глобално, но и во нашата земја младите се помалку се одлучуваат да стапуваат во брак, долго време размислуваат и долго влекуваат, нели, да креираат семејство, дечиња и така натаму. Па еве според вас прво зошто ни се случува епидемија на разводи? Според вас што представува една брачна заедница и дали ви се чини дека оној традиционален тип на семејство се повеќе исчезнува во земјата? И како се одржува еве бракот? Добар ден. Ало, добар ден. Ќе ве мола малку погласно. Добар ден. Добар ден. Добро, овој пат нема да го кажам името, знаете кој е, поред Секако. телефон, јас сум во една ситуација од тија. Ја не се кријам и не се срамам од тоа. Меѓутоа, прво број 1 из разводите, што прво ја ќе ги оправдам разводите од коцкарите, од пијаниците и така натака. А не можам да ги оправдам некои работи што не се за правдање. Вие сте жена, јас имам черка и моето дете мора да ме слуша и вие родители треба да ме слушате. Меѓутоа не можете да се врзите вие така како родителите што ќе ви кажат да го терате животот во бракот. Мене тоа ме спасило животот, слушајќи мојата бивша, повише ги слушаше родителите него мене. Моето дете живее у Србија, јас не се срамам од тоа да кажа, во споделение заврши, јас не бев од страна на другиот родител обавестен кога ќе биде на детето полуматура. А телефонот нон-стоп ми изгоре од пари барање. Имам докази по Вестер Унион колку пари сум платил, сум бил, сум дал и не жалам тоа. Не жалам. Значи, има многу работи. Не е само ако се скараш и имаме разбирање, немаме разбирање и треба. И не знам, едноставно сум малку избунет сега.
темата е на место, јас сум еден од тие, значи не сум пијаница, не сум коцкар, имам добар капитал негде од 300.000 евра. Благодарам многу за учеството, за споделеното со гледачите. Слушавме дека навистина, особено по разводот, може да бидат исклучително тешки години, односно да се водат на еден начин војни помеѓу поранешните сопружници, каде што децата најчесто се изложени токму на тие пресметки кои што апсолутно сите ќе се сложите не се добре додени кога станува збор за децата. Сепак децата и се радуваат на љубовта на своите родители. Еве, слушавме најразлични коментари, искуството и она што го очекуваме. Интересно е што од две вклучувања се повторија заклучоци од типот дека можеби во последно време и пороците кои што стануваат составен дел од еден од сопружниците кои што ги имаат, да всушност внесат многу зло, немир, расправи и да бидат едни од главните причинители за растурање на брачната заедница. Добар ден. Добар ден. Дали се слушаме? Добар ден. Да, ве слушам. Повелете, во црвена линија сте. Јас сум малце во години се, открива памета се јаво. Многу литературно може ќе промашам малце дијалект. Да сте здрав и жив. Еве, прво ќе почнеме. Според вас, еве, прво вие дали сте во брачна заедница? Не сум. Бев. Бевте? На кратко. На кратко, добро. И ми побегна жената во Англија се отиде. А така, добро, еве, што научивте од таа ситуација? Дали се откажавте од љубовта или ќе си дадете шанса за нов брак и нова љубов? Не, значи, надата што викат, последно умира. Сакам да кажем, околу се, не знам колку се малце се они, у друго време биле пензионерите, ајде малце помлада генерација да кажем, по моје мислење, а и многу има по социјалните мрежи, поготово по YouTube, што се овие психолози non-stop думат околу овие разводи, околу relationship, овие врските. Значи, сега не сум ја женско мрзец, али по моему женските владее онај хипергамија, што се вика. Да кажем, значи за брачна заедница првенствено треба многу труд обострано, значи од двете страни. Прва работа. Друга... Вака, сега многу ми е жал, такво ни е правилото е 90 секунди. Веднаш ќе му се обрат, ама верувам ме гледа и слуша, ако сте непријатно изненаден, немојте да останете така, ве очекуваме. Денес и подолго ќе трае црвена линија. Повторно завртете го нашиот број 02307005 и секако ќе добиете нови 90 секунди. Сакаме да ја слушнеме вашата приказна до крај. Ајде да видиме. Еве, интересно е дека знаете како точно денеска по социјалните медиуми, како што напомена и гледачот пред малку, се повеќе сме изложени, се трудат голем број светски, домашни психолози и безброј стручни лица кои се обидуваат еве да ја објаснат и глобално моменталната состојба во односот пресек кон љубовта на младите, односно дури и повозрасните се потешко се одлучуваат можеби за брак. И дали ви се чини дека традиционалниот брак, традиционалната дефиниција за она што представува семејство и секако раѓањето децата се и најголема радост во еден дом, некако за новите генерации не се веќе приоритет. Дали се менува формата на традиционалното семејство и семејството и заедниците помеѓу партнерите добиваат некоја нова форма. Што е според вас главна формула за да се одржи брак, односно да трае и секако да биде составен дел од сите генерации кои што ќе произлезат нели понатаму од вашите дечиња, внучиња и така натаму. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Добар ден, да. Ќе ве замола малку погласно.
Добар ден. Добар ден, во црвена линија сте. Добро, фала. Повелете. Да. Дали се слушаме? Во црвена линија сте. Па збори некој друг збори. Не, дали ви е намален тонот на телевизорот? Не, секунд. Ајде, намалете го, јас од режија еве ќе направам една отстапка и секако ќе го вратиме тајмерот. Ве молам, вратете го на 90 секунди. Добар ден. Добар ден. Повелете. Вака. Јас сум оженjen и то 3 пати и со 3 жени сум живил 5 години. По 5 години секоја, добро? 5 години со 3 жени у брак, да. А не венчани сите, али имам деца. Така. И живим јако лепо. И денеска имам само една сега. Една умре, една жена, а друга сум се разведол, али имам дете. Имам 5 черке, со прва жена ми е Словенка беше, Словенка, и имам 5 черки со таа жена, со Словенка. А со друга жена е Бањалучанка, имам еден син, и тоа да сме живи и здрави, сме уште заедно, а една е била Црногорка, а една черка имам, и таа умре, али черка е жива. Со таа черка имам веза, али не сме заедно. А со ове 2 жени имам и деца заедно, и живели сме заедно, и ево денес сме живи и здрави, имам едног сина, тој син е во Данска. Еве, низ вашето искуство сте имале повеќе пати обиди, повеќе бракови, ова последна приказна е успешна и драго ми е. Што е рецептот, еве? Како може да се сочува брак и љубовта? Брак, како може само човек да буде паметен. Мускарат да буде паметен. Така, добро, благодарам, многу драго ми е што ви имаме во црвена линија. Еве, гледате, љубовта е секако нешто без кое никој не може, особено ништо поубаво тоа да имате доволно, имаме слободно, ќе кажам, доволно среќа да ја пронајдеме својата втора половина и секако со неа да создадеме целина, низ која што секако ќе имаме оставштина, не само поколенија кои што ќе бидат продолжеток на таа резултат на таа убава љубов, туку и тие нели поколенија ќе создаваат нови поколенија. Значи полна куќа дечиња, внучиња и љубов која што трае долго време. Дали ваквата форма на брак, ваквата замисла, идеја на семејство се повеќе исчезнува во новото време? Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас, све слушаме. Ве поздравува човек кој бракот е бил 61 година и уште постои. Ајде уште еднаш повторете, ми исчезнувате од време на време. Малку проблеми со тонов денеска. Ајде. Гледайте, јас сам човек кој сам во години. Така. Оженет на млади години. Сторил деца на млади години. Така. Убав брак, али ви кажам нешто. Нема поубаво од брак добар. Нема. Само треба да знаеш, бракот е како уметничка слика. Ако знаете да ја нацртате и ако знаете да ја изложите, да знае човек да ја види, така е и бракот. И само една друга работа ќе кажам. Ние живееме по Европа. А селски деца сме. Јас живеам со мојата фамилија во Европа, не че да го кажам градот, од сам знана личност. И видите што се дешава. Ако вие не ја сакате сопругата и ако она не ве сака, вие не може да обстанете. Јас сам работел дежурства, работел свашта. Ние сме се разбирали, ние сме клучеви на деца на врат дале и седел дома и свашта е било. И затоа ви кажувам, луѓето не може да сватат што значи брак. Брак е да те здрави цел живот. Благодарам многу за споделеното. Исклучително ми е драго што еве имаме и докази не дека љубовта исчезнува, особено и бракот, бидејќи да, можеби повозрасните генерации им успевало и имаме пример од гледачот кој што кажува дека бракот и љубовта е како една уметничка слика.
треба да и се посветиш, да има страст, да и се внесеш и драго ми е што споделуват. Имавме и гледачи кои што секако не се откажале од идејата да си создадат свое семејство, па повеќе пати и повеќе обиди, нели, повеќе брачни заедници. Кога зборуваме за љубовта, еве, од вас сакаме пресеј да слушаме зошто, еве ги канам и младите, зошто се повеќе разводи има. Зошто сме изложени на епидемија. И дали сметате, како што рекоа и гледачите, тоа е резултат на времето кое што носи пороци, дали тоа значи дека луѓето кои што ќе потклекнат на порок ќе донесат многу зло, но велат дека љубовта се издржува, љубовта се победува. Па дали еве во иднина ќе имаме такви семејства и такви бракови каде што љубовта ќе може да победи се. Добар ден. Добар ден, на телефон Коста Бургов од Струмица. Поздрав до вас. Јас не сум во брак. Мојата тетка, мислам, претрпи многу понижување од нејната золва. Тетин ми имаше пари, богатство, беше во странство. Тетка ни, мојата тетка ни денар не виде во нејниот живот. Се на золвата на едно време имаше љубов помеѓу брачните парови и се создадува дечења со кој со благослов од Бога се создава семејството. Семејството е благосостојба од Бога кој со ништо до царството небесно. Имаше една песна 10 жени промени. Првата ми беше како дрен ми умрена в Ѓурѓовден. Втората ме лажеше, третата ме крадеше. Во денешно време само за пари, за богатство, не живеат веќе младите како што живее едно време во слога, во Божја љубов, како што во минатото 9 деца имаше. Мојата мајка беа 9, татко ми беа 6, имаше слога, а сега нема никаков. Зошто еве според вас нема слуга и не е како порано? Нема, бидејќи народот е повеќе кон материјалното, неголи кон божественото. Додека се спојува, додека има Божјата љубов, има и слога во бракот. Додека нема Божјата љубов само по материјалното, по богатството, раскошни фустани, тоа се е времено. А додека има Божјата убавина, има една песна, нели што реков, 10 жени промени в таа. Така, благодарам многу за вклучувањето, за она што го споделивте. Сега, во однос на темата, не заборавајте, бидејќи ги бараме и помладите генерации, верувам ќе имаме и такви вклучувања. Ако ви е полесно на социјалните медиуми, секако Facebook страната е се што ви треба, и профилот на Црвена линија, но и профилот на Телма телевизија. Еве како изгледаме таму и што прашуваме. Зошто младите се откажуваат од деца, се почесто избираат миленичиња? Ке подсетиме, во Македонија има и се повеќе разводи. Бракот, односно семејството, ја губи она традиционална долговечна форма и се трансформира во нешто поинакво. Па да видиме, еве, зошто е тоа така според вас? И особено еве и оние кои што долги години го чуваат својот брак, ја негуваат својата љубов, значи повеќе од 40, од 50 години, еве според вас зошто некогаш успеваат таквите брачни заедници, а сега сме сведоци на брзо разведување, брзи бракови, куси бракови, така натаму. Добар ден. Добар ден, Тина. Господине Живко. Еве, јас ке си дозволам, ке направам отстапка. Далечната 88-ма, ме слушате? Да, за цаци сакам да ни откриете, вие сте долго време заедно. Далечната 88 година прв пат стапив на запад во Шведска. Чисто швеѓани, кога видов со ним дете, немам против ниједна нација, водат црнче и се чудев. Швеѓаните знаеме какви се. Ја прашувам сестра ми зошто е црнчево, тој вели брак по договор. Не сакат да има своји деца, да го порастат. Детето и се, а може утре секој на својата страна. Се што не чинеше од запад, го донесовме тука. И идите. Еве зошто. Порано, јас ќе кажам за мене ко соженив, пример, љубов беше едно, а сега овие младите од 12-13 години, ево гледам и зазграда и секаде, и што ќе му е интересантен браков? Ништо, ќе се зеват и зато ќе се разведат. Се е подруго.
отиде се уѓавува. Овие социјални мрежи, тоест Facebook и ова што гледаат, ова што се случува, не е интересантно. Прво меѓу себе не може да се поднесе сега. Гледам. Точно е то, напаку дојде светот. Не знам кој како ќе ме разбере ли то. Разбравме одлично. Благодарам за споделеното. Ајде да ги видиме и првите коментари. Пишувајте коментари на Facebook. Се ќе се потрудиме да покриеме и секако да ги споделиме со вас. Ке почнеме со коментарот на Дихек Топов, кој што напиша на прашањето зошто младите се откажуваат од деца, се почесто избираат миленичиња. Дихек Топов напиша: егоизам и страф од нарушување на комфорот што им го спечалиле родителите. Недостаток на родителска љубов која не им била пружена во детството. Добро, благодарам многу Хек Топов за коментарот. Пишувајте, навистина сакаме, ова е, верувам, интересна тема. Еве нешто што отскокнува, не е политика, не е финанси, туку кога зборуваме бракот е на некој начин се разбира една заедница, една мини држава, ќе кажеме слободно, која што брачните партнери си ја негуваат, би требало да си ја негуваат и чуваат од секакви, нели, непријатели однадвор, но и целта е, нели, бракот што е можно повеќе да трае. Така беше некогаш и верувам дека партнерите кои што уживаат брачен живот заеднички повеќе од 30, 40, па повеќе од 50 години, можеби од 60, тоа е најголемото задоволство. А како што рече еден гледач, всушност пронаоѓањето на вистинскиот партнер, имањето таков брак е вистински елексир, нешто што не прави навистина среќни и исполнети овнатре. Добар ден. Добар ден, повторно јас. Ако, повелете. Вака, за разводите. Ја кажам дека повеќето сме криви ние родителите. Но не знам дали ви е познато, кога ќе излезите во кафана, во кафич, девојките повеќе пијат алкохол од машките. И кој е машко би одлучило да додети алкохоличарка дома. И тој е дел од проблемот што настанува во бракот. Денеска може нема да пие, ама утре роговите ќе се ги покаже секој. Еден си го знае тоа. Тука се више јавуваат и расправи, се јавуваат. Јас сум во брак 32-3 години, имам 2 сина, што ради тие причини не може ни да се оженат. Има 20 работа, има 20 станови, има што најчесто ви велат како одговор, бидејќи научиле за љубовта од вашиот брак. Што ви велат еве? Како причина? Они велат, вика, мамо, не можеме да најдеме вистински девојчиња, сите девојчиња пијат повеќе од машките. Како да донесам некоја која утре други ден вика или ќе ве вреѓа, или мене ќе ме вреѓа, или тој брак вика никаде нема да носи, вика. Така, големо благодарам. Еве, им посакувам секако во името на нашата редакција, вашите синови, што поскоро да се најдат љубовта на својот живот и секако да го создадат она кое што го гледаат преку вас и вашата брачна заедница која што трае повеќе од 30 години. Никогаш за ова и не се дискутираше, се подразбираше. Дека семејството, всушност, кога ќе се одлучиме да стапиме во брак, треба да трае, да биде долговечно и така натаму. И секако не се ни дискутираше во однос на тоа дали треба или не треба, дали сакам, не сакам, се подразбираше, се разбира дека тој брак ќе донесе и потомство, дечиње и ето така тоа беше некогаш. Како е денеска и зошто еве според вас младите се помалку се одлучуваат на брачна заедница, се одлучуваат и на тоа да не стануваат родители, а и се одлучуваат интересно да живеат во заедништво, но без официализирање на тоа заедништво, односно стапување во брак. Се менува ли традиционалната семејна слика во поново време? Добар ден. Добар ден. Добар ден, Тина. Поздрав до вас.
Благодарам. за телевизијата. Благодарам. Јас сум од она стара генерација што бевме, што знаевме да сакаме вистински, ние се земавме од љубов и се сакавме. За малку време ние 50 години ќе направивме со отсудов во брак. Имаш и падови и успони. Јас живеев со двајца девери, јатрви, свекрва и сите во една куќа. Ама имавме толеранција, имавме разбирање. Ние секогаш кога ќе се налутевме не можеше да не разбери никој. Меѓусобно си делевме кавгата и љубовта. А сакавме. До последно ние не го деливме кревето. Сега малце ќе се налута за нешто, се гледа да избега во едната соба, да не спие со него, да го увреди и да направи нешто. Не постои вистинска љубов, Тина. Сега љубовта е претворена во пари, во завис, да има кола, да шета. Нас ни беше битно да се сакаме, децата да се околу нас, да сме среќни. И секогаш бевме среќни, верувајме. И дошле денови да немаме сабајлето леп, што се вели, без разлика, не бевам леп буквално, нешто да имаме кизнешо богато на маса, ама бевме среќни, секогаш. Постоеше љубов, вистинска љубов. Сега од мали почнува да одат со си ги учат табиетите, си ги учат негативностите и кога ќе дојде во брак тие не може да издржа. И веќе му се смачува. Ќе смени еден, ќе му најди во него друга кривица, па ќе смени трет, па четврт, па ќе го носи дома кај него, па тачови кај него. Едноставно Големо благодарам и за она што го споделивте како одговор и особено еве што дадовте на слика преку вашиот брак. Како рековте, значи многу успеси, но и многу падови, многу трпение, разбирачка, но и кавгите, ето и тоа е интересно, кавгите кои што се решават, како да кажеме, кавги од затворен тип, токму само помеѓу сопружниците. Кавги кои што не вклучуваат други членови од семејството. И она што е интересно, еве, сметате ли дека при првата кавга денес некако се нема трпение, па веднаш се селат во друга соба или се одат во првобитниот дом? Еве, дали некогаш генерациите и како имале разбирачка и трпение? И зошто еве младите се помалку се одлучуваат на традиционалната форма на брак? Добар ден. Добар ден, убав ден, ако сум на линија. Да, повелете. Благодарам. Овака, прво да тргнеме поред. Ако нема компромис, ако нема разбирање меѓу идните сопружници, да не биде моје, твое, да има толеранција. Ако, значи, нема толеранција, ако нема тоа, значи, поубаво да не влегуваат во брак. Затоа што бракот што носи фамилија, носи заедница, која треба, значи, во иднина да се гледа, да се чува. Ако рачунаат да стапат во брак, а после 2-3 години од кога ќе се изрода деца, да се разведат, поважно да не влегуваат во брак, затоа што тие многу пати ги слушаме вака по телевизија, вика среќно разведен, среќно разведена. А да ги прашам јас нив, дали децата се среќни што ќе останат кај едниот или кај другиот родител и ќе бидат, што се вика, деца од улица. Затоа ми се чини, значи, секој еден кој сака да стапи во брак, треба да размисли, значи, или ќе бидат до крај на животот во таа заедница, или воопшто да не стапуваат во брак. Сега, денеска, значи, разводите не ги признам. Сега, зошто премногу се даде на миленичиња? Абе, зашто не знаете на крава, една овца, една коза? Да има осето тоа, што чар од едно куче? Уште само обврска, а без никаква полза. И затоа мислам дека сепак треба да... Благодарам многу за учеството и одговорите. Внимавајте, тајмерот одбројува 90 секунди. Еве, вака сега ќе споделам нешто со вас. Вели, најмногу бракови се склучуваат во август, кога зборуваме за период од годината, 12,6%, а најмалку во март 5,8%. Најчесто се разведуваат бракови кои траеле од 5 до 9 години, 22,3%. Имавме гледач кој што спомна, имал 3 брака по 5 години точно, добро. Најголем број разводи се случуваат во старосната група од 35 до 39 години, 17,6% кај двата пола.
И просечната возраст при прв брак е 27,5 години за жените и на 30 години 30,1 година за мажите. Ева вас интересни податоци. Па еве, како го објаснувате тогаш овој феномен бракови кои што траат 5 години, ако ја преживеа, значи петата година ќе продолжат или 5 или 9 години. Еве интересни податоци. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Вака, бракот, сакам да ви кажам, јас се согласувам со претходната гледачка и јас сум во брак, сум била 42 години во брак, меѓутоа сум мала мажена на 16 години. Сум била исто со свекор, свекарва, девери, јатарви во заедница, како јатарва најмала сум почитувала, сум морала све, деца сум израснила секакви, и од девери, и од јатарви, и од золви, и моите плюс, значи трпение, ако го сакаш сопругот, сега нека ми почива во мир, лани почина за благоет. И така да, сега си живеам сплотено со мојата фамилија, исто и снашката, исто така ми е паметна, и та млада се го зеде син ми на 15 години. Значи трпение, ако има љубов, се вика, кај има слуга, има и Бога. Дали мислите дека се менува перцепцијата што е тоа љубов во поново време? Вака, јас сум дете, јас сум како детенце од разведени родители, патено, и така да учев таму во Скопје, во Димитар Влахов во Скопје, и таму се сретнавме со сопругот, тој од Охрид, јас од Прибор. Жал ми е за загубата, да секако нека почива во мир вашиот драг сопруг кој што го изгубивте минатата година како што соопштивте, но она што е исклучително важно, големо богатство е тоа што ви напоменав од гледачите кои што се повозрастни како го споѓате, гледате дека исклучително се и горди на фактот што нивната љубов траела повеќе од 40 години. И се провлекува оној збор трпение, разбирање и така натаму. Се губили трпението кај новите генерации, зошто се почесто ни се случуваат разводи, зошто младите не се ни одлучуваат, ниту пак размислуваат на семејство, на влегување во брак, ниту пак размислуваат се повеќе за тоа да имаат деца. Добар ден. Јас верувам дека кога ќе го завртите бројот 02307-0005, ќе бидете и вие малку трпеливи, исто онака не премногу како што треба, нели, за бракот, за да останете на линија и секако ќе ни биде чест, задоволство. Еве, ние практично, драги мои, зборуваме за љубов. Бракот, семејството се резултат на љубов. Па еве, се менували начинот на тоа како се сакаме, како ја разбираат новите генерации љубовта, или можеби некогаш традиционалното подразбирало се разбира да бракот мора да успее. Еве и тоа може да го дискутираме. Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Се јавам еден слушател од Велес. Добра ви е програмата, меѓутоа се изгуби ритамот на бракот. Порано имаше разбирање, сега нема разбирање. Сега едно-две и бенка одма пука тиквата и развод брак, жената една страна, мажот на друга страна. Жените се ептен галебичиња стана и кафаните се полни, овде кај што одам по кафаните, женските се повише пијат од мажите и се изгуби ритамот на живот. А што се однесува до галечињата што ги чуваат, повише ги сакаат кучињата и мачките него мажот или брачниот другар. И тоа се губи цел ритам. И гледаат многу филмови, што гледаат на филмовите тоа и прават, со кучиња, со мачиња и ми се Кажете ми уништува вие нацијата. дали сте во брак? Јас сум во брак 55 години. Еве како маж, вилот... Успешен брак. Успешен брак. Кој е рецептот за успешен брак? Рецептот е да се слуша еден мажот и жената.
а не жената да кажува што треба да прави и жената испаѓа у 10, се враќа у 2 сајат од сабале. И ја носат двајца. Што е тоа? Благодарам многу, драго ми е што споделивте дека имате половина век брачна заедница. Но она што се повторува изненадувачки, барем од она што слушавме од вас, велите дека како да се менуваат и улогите на половите. Жените некако велите дека се повеќе се во кафеана, многу повеќе пијат од мажите, е интересно. А како се менуваат и мажите, да речеме, ако тоа се случува, што се случува со новите генерации? Дали има замена на улогите и значењето на тоа, традиционалната улога на мажот и жената во семејството? Добар ден. Добар ден. Повелете, ве слушаме. За долговечен брак потребно е почитување и од едниот и од другиот брачен другар. Ако нема почитување и ако има изневерување, тука брак нема. Тука слога нема и тука напредување во брак нема. Тој брак пропаѓа. По лично моје искуство го кажувам. По 8 години брак јас се разведов. Не заради друго, заради неверство. Според вас, зошто се случуваат неверства? Каде ја гледате причината? Нема причина. Едноставно, значи, едноставно што сум слушал од други жени, е рекли, како мојот нема, ама краста е да се исчешам. Ете, тоа е. Ништо повеќе. Благодарам многу за вклучувањето. Најверојатно се вклучи црвената линија. Јас, вака ќе ви кажам, ве молам, не заборавајте, не е таква темата, не е да создаде не знам каков гнев. Внимавајте на употребата на зборовите. Изоставете ги оние малку кои што се вулгарни, непристојни, бидејќи сепак црвена линија држи до своето ниво и имајте во предвид дека сме сепак емисија која што и верувам ќе остави печат и ќе ја слушнат и помладите. И од тие причини не гледа и малолетна публика, така да постојат зборови кои што треба да се употребат и може да се употребат, а изоставете ги вулгарните. Добар ден. Добар ден. Добар ден. Се слушаме? Да, повелете. Во црвена линија сте. Мислам дека основните компоненти за срам, жал и грев се изгубени кај луѓето. Ве слушаме, продолжете. Затоа што социјалните мрежи, медиуми, луѓето што не водат, па пола адвокати се разведени и судии, што очекуваме од младата генерација? Основните училишта, средните училишта, факултетите, нема веќе наставен кадар, само што професионалци да ствараме. Треба да ствараме и луѓе. Сите параметри во животот се изгубени и сите чувства на човекот. Веќе нема луѓе. Што понатака да очекуваме? Толку и овие 90 секунди се многу да се каже дека ништо, ако не се смениме воопшто општеството и како луѓе, ќе оди се понатака. Бракови не разводи, ќе нема ни бракови, ќе нема ни луѓе, ќе нема ни деца. Еве, според вас, да искористиме како може да се одржи еден брак? Што е многу важно? Што е многу важно? Да не се гледа материјалната страна. Да се гледа дека децата сами треба да ствараат. Не на децата да им се дадат станови, да им се дадат сите услови и ќе се чудат што да работат, ќе збеснат. Ќе бидат досадни меѓу себе. Ќе нема за што да разговараат веќе. Значи да не се исполнуваат сите соништа на децата пред време, односно да им се даде простор самите тие да создаваат. Добро, благодарам многу за споделеното. Продолжуваме понатаму. Статистиките покажуваат дека во Македонија има се повеќе разводи. Статистиките покажуваат и тоа дека новите млади генерации се помалку размислуваат на тоа
традиционално стапување во брак, традиционално семејство, традиционална брачна заедница која ќе биде долговечна и ќе трае, како што имаме примери повеќе од 40, повеќе од 50, па дури повеќе од 60 години. А и се помалку најверојатно се одлучуваат на тоа да создаваат свое семејство, односно да раѓаат деца. Па зошто е сето тоа така и дали љубовта добива ново лице и меѓупартнерските односи и сушност она што ние го знаеме како традиционално семејство добива нова форма. Добар ден. Добар ден. Добар ден, здраво, драга водител. Пак сум јас. Ајде, ако никогаш не е забрането, знаете. Така, ајде, јас заборев дека лимитирано време, малце се и 90 сати за тема камо 90 секунди. Видите, да ви кажем на работа, ајде, ќе пробам, ја може ќе направим салата од мобетот, але ајде, може ќе нема почеток ни крај, да ви кажем за младите девојчиња при нас у Паланка. Значи, секој мисли дека е најпаметна, дека е дар од Господ, дека ова, дека она, барат некои бизнисмени, барат некои богати, сакат што се вика она леп без мотика. И кога ќе најдат некој бизнисмен, не знаат дека тој бизнисмен има уште 3-4 жени покрај него, значи кој има пари, значи не е глуп, евентуално ако е наследил. И така они на 20 години променат повеќе партнери и повеќе нема воспоставување на здрава врска. Не разбирате? Според вас еве кон изневерување само жените се склони, а мажите? Апсолутно, значи 80-90% се не, има и битанги, не викам дека се има и такви, што не знае сијалица с мене, не викам дека се жените, али апсолутно 80-90% се иницијатори на разводи на брак се жените и се осудени на пропаст. Значи од тука доста и родителите на тоа предонесуваат, им купуваат коли, купуваат тоа, не ги Интересно видување, благодарен за повторното вклучување и секако се додека траеме, знаете, не постои лимит ниту во црвена линија во однос на тоа колку пати ќе се вклучите и колку нови 90 секунди ќе добиете. Благодарам многу за гледачот и за повторното јавување. Каде го гледате коренот пред се во тоа што имаме неверојатна бројка на пораст на разводи во земјава? Дојде времето за реклами. Добро, останете секако со црвена линија, бидејќи по рекламите верувам дека со нетрпение ќе очекувате да видите како помина анкетата на Инстаграм. Почитувани, секако останува тука да ве поздравам и да подсетам и веќе ви ги соопштам резултатите во интерес на почетокот на она што следува по мене. Секако ќе ви напоменам дека имавме исклучителна црвена линија и драго ми е што имавме ваков интерес. Па еве дали разводот е подобро решение од несреќен брак? Со да одговорија 90%, а со не 10%. Моите комшии се сега наред, ги прашувам еве млади се, не се од повозрастните генерации и се долго време во брак. Нено, колку години си во брак? 15 това. Браво. Ти, Кате? Ја 17. А кога вие двајца би биле во брачна заедница, колку би траел бракот? Се договоривме, јас знам дека нема да трае заради тоа што нема да ми дозволува да си купувам онлайн чевли. Ама он работи, има емисија за онлайн. Не знам ја тоа, све требало тоа да се простудира, не бива таа работа. Го дискутиравме тоа апропо твојата тема, нели? И баш на ова прашање, сватив дека го ги речат дали сакаш да ја земеш, ја ќе речам не. Не, шанси. Инаку да знаете на грчки јазик не значи да. И не велат случајно, како беше она, кој се кара, тој се сака. Вие на тоа ми личите. Така, така. Осте ние што збориме, така ли? Во пракса е друго. Тинка, голем поздрав, убав викенд и